Добар ден, ученици! Јас сум Никола Јефремов, наставник по оделенска настава во Општинското основно училиште Орце Николов, село Ињево, Радовиш. На овој видео час за пето оделение по предметот физичко и здравствено образование ќе ја обработиме наставната содржина игри со правилно изведување на чекорите на народно оро по избор. Наставни цели: учениците да применуваат естетски движења, да играат танци од народното творештво, да развиваат способност за групна изведба на истите, правилно да ги изведуваат чекорите на народните ора, да развиваат способност за движење и игра во просторот, да го одржуваат телото и однесувањето сообразно со групното движење. Очекувани исходи: применуваат естетски движења, играат танци од народното творештво, ја развиваат способноста за групна изведба на истите, правилно ги изведуваат чекорите на народните ора, ја развиваат способноста за движење и игра во просторот, го одржуваат телото и однесувањето сообразно со групното движење. Народно оро. Македонските народни ора се традиционални танци кои се неопходно важни во македонскиот фолклор и традиција. Ората обично се играат за време на верски празници, државни празници, свадби, насред село, пред црквите, училиштата и куќите. Сите играчи играат на ист начин, освен челниот играч и последниот играч, кои смеат да изведуваат додатни чекори и движења. Ората најчесто се придружувани од народните инструменти гајда, зурла, тапан, кавал, тарабука, ут и дајре. За да ни биде телото подготвено за изведување на чекори од народно оро, потребно е да направиме неколку вежби со кои ќе го загрееме посебно долниот дел од телото, нозете. При правење на овие вежби може да го паузираме оваа видео. Вежби број 1. Загревање на главата и вратот. Телото е во исправена положба, рацете се спуштени покрај телото и правиме кружни движења со главата, најпрво на едната, а потоа и на другата страна. Вежби број 2. Загревање на рацете и рамењата. Телото е во исправена положба, рацете се свиткани до лактот, правиме кружни движења. Следната вежба ја вртиме кружно најпрво десната, а потоа и левата рака. Вежби број 3. Загревање на колковите и половината. Телото исправено, рацете раширени, се вртиме на едната, а потоа и на другата страна. Наредната вежба: горниот дел од телото е наведнат нанапред, рацете на половината и правиме кружни движења. Вежби број 4. Загревање на колената. Телото исправено, рацете на половината, правиме движења горе-долу наизменично. Оваа вежба може да ја повториме неколку пати. Вежби број 5. Загревање на стапалата. Одење на прсти од едниот до другиот крај на просторијата и назад. Потоа, одење на пети од едниот до другиот крај на просторијата и назад. Одење на надворешниот дел на стапалото од едниот до другиот крај на просторијата и назад. И последната вежба е одење на внатрешниот дел од стапалото од едниот до другиот крај на просторијата и назад. Традицијата на еден народ е олицетворење на сето богатство што може да го презентира една нација. На овој час заедно ќе се обидеме да изведеме чекори од народното оро маца во далие. Орото маца во далие е карактеристично за Радовишкиот крај. Орото е мешано, што значи учествуваат и мажи и жени. Орото започнува бавно и следејќи го ритмот на музиката, постепено забрзува. Оваа оро е пропратено и со обичаи кои се изведуваат за време на верските празници. Игра број 1. Телото е исправено,
рацете се на половината и правиме движење бавно напред започнувајќи со десната нога. Броиме до 10, така што кога ги изговараме непарните броеви, газиме на десна нога, а кога ги изговараме парните броеви, газиме на левата нога. Игра број 2. Положбата на телото е иста како во претходната игра и ги повторуваме истите чекори броејќи до 10. Но сега движењата ги правиме во место, наизменично газиме на десна па на лева нога. Оваа игра може да ја повториме уште еднаш. Игра број 3. Положбата на телото останува иста. Броиме движејќи ги наизменично нозете во место. Газиме на десна, газиме на лева. Газиме на десна и левата нога ја задржуваме крената за кратко. Потоа продолжуваме со левата нога. Газиме на лева, газиме на десна. Газиме на лева и десната нога ја задржуваме кратко крената. Овие чекори ги повторуваме неколку пати. Игра број 4. Положбата на телото останува иста. Броиме движејќи ги наизменично нозете во место, но сега со побрзо темпо, почнувајќи повторно со десна нога. 1-2 лева горе, сега продолжуваме со левата, 1-2 десна горе, 1-2 лева горе, 1-2 десна горе, 1-2 лева горе, 1-2 десна горе. Овие чекори може да ги повториме неколку пати. Се надевам дека чекорите на народното оро маца вода лие беа лесни и ви се допаднаа. За крај на овој час, ученици, ќе го завршиме со играта кој е најбрз. Ваша задача е најбрзо што можете да допрете предмети што започнуваат на буквата О, на буквата Р и на буквата А. Ви благодарам за вниманието, довидување.